Благодарам, заменик председателке. Имено се ни стана јасно со оваа, би кажал, размена на аргументи што имаа колешката и министерот. Јас би сакал само да им честитам на колешките Велика Стојковска Серафимовска и Гордана Силјановска Давкова за трудот кој што го вложуваат да ги елаборираат овие амандмани од аспект на екологистите или оние активисти за животна средина. И вака треба да изгледа некој кога се бори и кога ги застапува интересите на оние интерпарламентарни групи во кои што сме членови пратеници од сите политички партии, зашто во спротивно само влегуваме во нив колку ете да се покаже дека декларативно имаме некоја заложба, а кога ќе дојдат ваквите соочувања, таа ја нема никаде конкретно. Тука би сакал да го изразам мојот револт и кон оние партии кои што го носат презнакот зелена, тоа се доми од вие од дуи. Можете да видите дека овие партии го носат тој презнак само колку да зафатат простор во оној политички спектар дека имаат било каква идеологија, ја немаат, освен онаа идеологија да ја застапуваат од аспект на зелена каде што ги има бојата на парите, затоа што овие луѓе ништо немаат направено за екологијата и за животната средина во Република Македонија, апсолутно ништо. Па ќе дојдат кога ќе се случуваат одредени некои премостувања во, би рекол, политичкиве математики, само колку да зафатат простор, да користат бенефиции од власта, а иначе ништо од тоа нема и ништо од тоа нема да се реализира, значи да бидеме на чисто и да бидеме јасни. Ова е една прилика и денеска ме радува што овој ден во амандманската расправа ќе го окупираат амандмани за енергетиката. Нешто кое што ќе биде проблем број 1 најверојатно многу брзо од тој момент натака. Ај што имате 0 евра предвидено во буџетот за 2022 година, па одбивате амандмани кои што не ги составила колешката Велика, колешката Гордана Силјановска, туку ги составиле иницијативи, здруженија на граѓани кои што се занимаваат со ова и треба да бидете многу загрижени заради тоа што овој амандман кој што е напишан и тие здруженија кои што се многубројни, кои што навистина зафаќаат огромен простор во општеството или групи на граѓани, ви напишале оваа мерка е во насока на намалување на катастрофалната состојба до која е доведено производството на електричната енергија од страна на власт. Тоа треба многу повеќе да ве загрижува, затоа што повторно овој амандман не е напишан од нас, туку овој амандман можело да го можеле да го превземат било кој од пратениците кои што се членови во таа група, а кои што, внимавајте, никаде ги нема, освен кога треба да се одбрани некој од власт. Само тогаш се активни во групата. Иначе кога треба нешто да направат во насока да се подобри ситуација, ги нема никаде. Исто така ги повикувам сите оние здруженија на граѓани, екологисти и активисти за животна средина да видат како се однесуваат пратеници во мнозинството. Еве повелете, седнициве се јавни, одат во живо, па можете да видите како се однесуваат луѓе во мнозинството, како се однесуваат пратениците од опозицијата, конкретно двете колешки кои што ги напоменав, за да сватат кој всушност, дури некогаш можеби и мали чекори превземал, но превземал за да ја подобри ситуацијата со животната средина. Исто така многу ме радува што овие здруженија поднеле амандмани и ги споиле овие дејности, животна средина и помагање на граѓаните, затоа што ситуацијата е повеќе од алармантна. Ја не знам дали вие знаете, веројатно 5 години се доволно човек да се одлепи од реалноста, дека има многу семејства и не се само 20.000, тука не се согласувам, многу повеќе од тие семејства кои што се греат на електрична енергија, дека чекаат да дојде 22 часот за да може да ги изгреат своите домови. Еве, ја имам еден таков пример, нема да го споменам од почетко на луѓето. Ја имам едни соседи, дел од моето семејство вчера ги посетиле, нели нормални се тие работи во социјализацијата, и ми вели грче ладно кај луѓето чекаат да дојде 22 часот да го пуштат грејењето. И сега ние тука ќе зборуваме, програмата ќе биде, ќе видиме кога, не знам како, ќе биде објавена кога ќе дојде ред. А имаме луѓе во држава што чекаат да дојде 22 часот за да пуштат грејење дома. И тоа, замислете, денеска треба вашата влада да има седница каде што ќе каже колку ќе биде поскапувањето на струјата. Затоа што ја криете цената. Овие кои што се одговорни даваат предлози, страшни предлози, 36 евра продаваме по мегават час, а секаде околу нас е 200 евра. Колку ќе биде поскапувањето на струјата, не знаете, тоа знаете, ама криете. Како ќе им помогнеме ние на граѓани? Ова е навистина суштински амандман. Не знам дали разбирате дека компаниите, имаме тука меѓу нас и бизнисмени, луѓе стопанственици кои што имаат успешни бизниси. Еве, нека станат, нека кажат, ева на Хоум сега, колку им дале понуда за струјата, 3 пати поскапо. И покрај тоа што амандманов се збори можеби за домаќинства, 3 пати поскапа. Од друга страна, гледате го лицемерието. Даваме субвенции за инвертери,
даваме субвенции за грејење на печки на пелети кои што работат на струја, а од друга страна не им помагаме на луѓето за да можат да си го леснат семејниот буџет со една ваква работа. Не разбирам навистина што е лошо. Еве, ајде вака да направиме. Во саботата прифативте амандман и покрај тоа што знаеме сите, тоа не беше видено од јавноста и тоа е голема штета. Ништо све поминавме за да го прифатите тој амандман, прво беше 600 милиони. Па не бива, па нема пари, па не е вака, па не е така, па се согласивме на 300. Па тука се пазаревме, ајде да биде 200, па кога колегата Љупчо Димовски одби да го прифати тоа, па некако се согласивме на 250 милиони денари и во неделата топ вест беше во сите вести дека вие сте дали изјава, им помагаме на земјоделците, има интервентен фонд. Значи тоа беше топ тема во неделата. Не се љутиме ние што не спомнавте чив беше амандман. Во ред. Не бе, превземете ги вие заслугите. Но тоа е добро за вие да разберете дека опозицијата со нејзините предлози на вистина се труди за граѓаните, дека вие ќе ги добиете поените. Дека вие ги собравте поените во неделата и не е важно кој ќе ги собере поените. Важно е луѓето да живеат подобро. И во таа насока се нашите амандмани. Еве можеме, јас како еден од потпишаните се согласувам, верувам дека никој нема да има проблем. Ако се многу милиарда, ајде да разговараме, можеби за прифатлива сума, ама да им помогнеме на граѓани. Затоа што на крајот од денот, вечерва или утре, затоа што вие немате идеја како да ја водите оваа држава, вие немате визија како да ја водите оваа држава, вие не правите ништо во насока да им помогнете на овие луѓе. Еве ние ќе ви помогнеме. Вие кажете дека еве владата ќе им помогне и покрај тоа што врска немаше. Само да им се помогне на граѓаните, зашто верувајте ќе биде многу тешко. Дека ќе биде многу лошо и навистина луѓево и истражувале. Еве, навистина ми се допаѓа конкретната идеја финансиската поддршка да изнесува до 50%, но не повеќе од 50.000 денари, што дава можност да го користат многу повеќе семејства. Колку толку, некое семејство ќе се пронајде во ова и ќе може да му помогнеме. Сега, 30 милиони евра до сега не чини ова фијаско во енергетскиот сектор, а ќе ве чини 250 милиони евра наредните 6 месеци, ако не почнете да ги превземате суштинските нешта кои што се важни, односно да ги прифаќате амандманите на опозицијата. Во овој дел баше за аман, значи немаше подобар збор од ова да го кажете. Аман, па запира државата. Па страшно е, ама страшно е, колешке, страшно е, дали разбирате што се 30 милиони евра за 17 дена? Дали разбирате што е тоа? Па ги менувате оние по рековите, по комбинатите, а Васко Ковачевски и Крешник Бектеши, кои што се одговорни за оваа енергетска состојба, никаде ги нема. Срамота е, аман, за аман е, ќе поскапи струјава 20% на сметките луѓето што ги плаќаат. Па кој друг збор да се каже тука? Јас кажав дека вие тоа не го чувствувате. Но граѓаните тоа го чувствуваат. 0% имаме производство на електрична енергија. Во хидросистемите нема вода, па кој го направи тоа? Сега луѓево сакаат да помогнат, вие тука се инатите со нас. Еве, ајде вака, да завршам, да сумирам и да дадам конкретна понуда. Ајде да разговараме за сумата, ако е многу милиарда, да се најдеме некаде, но да им помогнеме на луѓево. Да им се помогне на луѓево, затоа што страшна е ситуација, ќе биде уште пострашна и вие само тоа не го разбирате од држава. Баталете го тоа што ви кажуваат во партија. Баталете ги тие што ви кажуваат. Да знаеа, немаше вака да биде до се. Се што сте кажале, све сте промашиле. Ама буквално од прв до последен ден ви кажа колешката, паѓавте у несвес. Стефан Богоев, градоначалникот од вашата општина, кажуваше вицеви дека ќе ги носеле некого на шапка по чистиот воздух, човекот се онесвестувал, па таа општина беше најзагадена. Дај ве молам, престанете со тоа. Дајте да фатиме да им помогнеме на луѓето. Ви кажувам дека има семејства и повеќе се од 20.000 чекаат 10 сата да дојдат да пуштат грејење, смрзнуваат луѓе во дома со вакви цени. Каде ќе ни биде крајот? Охрабрете се, прифатете ги, еве нека видат екологистиве. И што е уште поважно, тие од Зелената интерпарламентарна група луѓето, нека се видат со кого си имаат работа. Благодарам.